Добар ден, почитувани ученици! Јас сум Маја Давкова и на денешниот час ке зборуваме за обновлива енергија. Целите на денешниот час се да знаете што се извори на енергија, да знаете што се фосилни горива, да знаете кои извори на енергија се обновливи и да го користите знаењето за енергетските извори. Способноста на телата за вршење на работа се нарекува енергија. Енергијата која што човештвото ја користи за секојдневните активности ја добива од изворите на енергија, кои што пак може да бидат обновливи и необновливи извори. Необновливи извори на енергија се фосилните горива и нуклеарната енергија. Најголем процент на светско ниво на користење на необновливите извори на енергија е за производство на електрична струја. Фосилните горива, во кои што спаѓа нафтата, природниот газ, јагленот, за да бидат создадени, било потребно да поминат неколку милиони години. Меѓутоа денес, за само неколку часа, можеме да потрошиме значително количество на резерви од овие природни ресурси. Брзиот технолошки развој, растот на индустријата, на технологијата допринесуваат до се поголема експлоатација на фосилните горива. Меѓутоа, почитувани, тоа не е единствениот проблем. Фосилните горива по својот хемиски состав представуваат јаглеводороди. При нивното согорување, освен што се ослободува количество на енергија, се ослободува вода, но се ослободува и јаглероден диоксид. Дел од тој јаглероден диоксид се враќа во природните процеси, меѓутоа значителен дел останува заробен во атмосферата, формирајќи стакленички гасови, односно допринесувајќи за создавање на ефектот на стаклена градина, која што пак е во директна врска со климатските промени, кои што не засегат сите нас како живи организми и обстанокот на нашата планета. Проблемот со нуклеарната енергија се состои во тоа што во нуклеарните централи, во процесот на цепење на атомското јадро, на атомските јадра на радиоактивни елементи, како што е ураниумот, при процесот на фисија, доаѓа до создавање на нуклеарен отпад, кој што е радиоактивен и по неколку децении. Тој нуклеарен отпад зрачи и да не зборуваме за нуклеарни катастрофи, како што беше нуклеарната катастрофа во Чернобил 1986 година. Па затоа треба да размислиме што би се случило кога би ги снемало залихите на фосилните горива. Кои други извори на енергија би можеле да ги користиме во тој случај? Прв извор на енергија кој што го спознал човекот уште со самото настанување била сончевата енергија, од која што добиваме светлина и топлина. Најголем процент од сончевата енергија човекот ја ползува како топлинска енергија. Меѓутоа, со развојот на технологијата се бараат алтернативни можности и начини преку фотоволтаичните келии за создавање на електрична енергија од сончева енергија. За значењето на сончевата енергија веќе сте учеле при процесот на фотосинтезата, кој што и текако е значаен за обстанокот на сите живи организми. Иако не е обновлив извор на енергија, овде го ставив и лорандитот, нашето природно богатство, бидејќи лорандитот е природен елемент кој што го имаме во рудникот Алшар и е заштитен како природно богатство, бидејќи може да ги регистрира реакциите кои што настануваат во внатрешноста на Сонцето, односно го детектира присуството на честичката неутрино, па ползувањето на лорандитот би можело да биде како една алтернатива за користење на чиста еколошка енергија. Друг обновлив извор на енергија, кој што и текако се користи во нашата држава, е енергијата на водата.
меѓутоа со климатските промени, нивоата на површините на езерата, на реките, се помали и помали поради сушните периоди. Енергијата на водата се ползува кај хидроцентралите, хидроелектраните за производство на електрична енергија, меѓутоа се ползува и кај термоелектраните. Во минатото луѓето ги користеле брзите текови и падот на водата за движење на турбините кај водениците кои што ги користеле како улога за мелење на житото. Меѓутоа, технолошкиот развој диктира и нови алтернативни можности на користење на водата, како што се автомобилите на водород, како еколошко средство за намалување на процентот на загадувањето на воздухот. Енергијата на ветрот. Обновлив извор на енергија, кој што во нашата држава се користи кај ветерниците во Богданци за производство на електрична енергија, а веќе во поразвиените земји, како што е Холандија, се користи во забавните паркови за производство на електрична енергија, како што е овде на сликата со користење на енергија за конструкција на луда железница. Биомасата е иднината на овие обновливи извори на енергија, која што користејќи и остатоците од растително и животинско потекло, за разлика од фосилните горива на кои што им се потребни повеќе милиони години, сепак на биомасата се потребни многу значително кратко време за да може таа да се употребува, а исто така се намалува и емисијата на штетниот јаглероден диоксид. Значи, иднината на користење на обновливите извори на енергија е токму во биомасата. Геотермалната енергија, исто така, не е искористен ресурс во нашата држава, иако имаме голем број на термални извори на вода, сепак процентот на искористеноста на геотермалната енергија не е до крај, па останува вие како млади луѓе да барате алтернативни можности и начини на користење на овој ресурс за производство на енергија. Како заклучок, ученици, можеме да заклучиме дека користењето на обновливите извори на енергија допринесува за развојот и обстанокот на нашата животна средина и сите би имале придобивки од користење на обновливите извори на енергијата, како еколошки, економски, но и од социјален аспект. За домашно имате една активност, задача да направите истражување во вашата околина, во вашето место на живење, да размислите за идеи, кои природни ресурси на обновлива енергија не се доволно експлоатирани, на кој начин би можело да ја користите таа енергија, што би имале како придобивка од употребата на обновливите извори на енергија, дали би имало некои ризици или опасности од користење на таа енергија. Вашите заклучоци од истражувањето можете да ги направите во вид на PowerPoint презентација или пак да ги направите во вид на постер, а ќе ги презентирате следниот час. Да видиме дали научивме нешто од денешниот час. Обидете се да ги одговорите прашањата. Која е разликата меѓу обновливите и необновливите извори на енергија? Кои од наведените извори на енергија се обновливи, а кои не се обновуваат? Јаглен, нафта, биомаса, ветер, природен газ? Наведете неколку идеи што би можеле да направиме за да ја намалиме употребата на фосилните горива. Ви благодарам за вашето внимание.